Вторник, 24 февруари 2026, термин за дневникот на КТВ. Во Кавадарци се реализира инфраструктурен проект за краците 1, 2, 3, 5 и 6 на улицата Ѓорги Соколов. Станува збор за краци со вкупна должина од околу 900 метри и површина од 5800 метри квадратни со инвестиција од 26 милиони денари, обезбедени преку Министерството за транспорт. Проектот опфаќа изведба на горен и долен строј, целосно асфалтирање и поставување на ново улично осветлување. Продолжуваме со континуирани вложувања во подобра и побезбедна инфраструктура за сите граѓани, велат од локалната самоуправа. Бесплатен превоз за земјоделците од Росоман на саем во Солун. Земјоделците ќе можат да видат напредни технологии, вештачка интелигенција во сточарството, разни видови алатки и опрема. Општина Росоман продолжува со активностите кои се во интерес на сите нивни граѓани. Овој пат општината организира бесплатен превоз за сите заинтересирани земјоделци на саем во Солун во месец март. Станува збор за еден од најголемите вакви саеми во регионот. Како што информираше градоначалникот Ѓорѓи Крстевски, станува збор за познат саем за земјоделство и сточарство, на кој може да се видат напредни технологии, вештачка интелигенција во сточарството, разни видови на алатки и опрема. Росоман е најголем регион за производство на праски во државата. Се произведува и грозје, градинарски и други земјоделски производи. Со оваа посета, целта е росоманските земјоделци да се гледаат како напреднале техниката и технологијата и како модернизацијата, споена со традицијата, може да доведе до поквалитетно земјоделско и сточарско производство. Човекот се учи додека е жив и затоа од општина Росоман веруваат дека тоа што ќе се спознае на саемот ќе биде од корист во иднина. Заинтересираните земјоделци ќе може да го посетат саемот на 14 март. Пратеничката група на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија поднесе пакет предлог измени на 6 закони со кои се регулираат платите на избраните и именуваните лица, со цел, како што велат, да се обезбеди поправична распределба на буџетските средства и усогласување со економските услови во државата. Со предложеното намалување на коефициентите, ќе се офатат платите на јавните функционери, вклучително пратеници, министри, судии, јавни обвинители и членови на судскиот и јавно-обвинителскиот совет. Со овие измени платите ќе се нивелираат, што практично значи дека ќе се намалат во износ од 10 до 13.000 денари, а кај одредени позиции ова намалување е дури и поголемо. За пратениците и функционерите во извршната власт ги намалуваме коефициентите со што директно го кратиме буџетскиот товар. За судиите и јавните обвинители предвидуваме усогласување на коефициентите со цел нивните плати да соодвајствуваат со реалните економски можности за државата. За градоначалниците, исто така, предлагаме нова скала на коефициенти зависно од бројот на жителите во општините. Ова не е само символичен гест, ова е суштинска промена. Не може притворот да е правило за обични луѓе, но не и за груби, истакна на денешната пресконференција министерот за правда Игор Филков. Досега, јас како министер за правда, почитувајќи го начелото на поделбата на власт, ниту еднаш не сум коментирал конкретни судски и обвинителски одлуки. Тоа е принцип, тоа е темел на правната држава. Но денес сме сведоци на скандал кој не сме и не треба да се премолчи. Станува збор за лице осумничено за проневера од над 8 милиони евра. Лице кое 14 месеци било во бегство. Лице за кое бил утврден ризик од бегство, ризик што се остварил. И за помалку од еден ден таа мерка се заменува со куќен притвор. Ова не е само процесна одлука, ова е тест за целиот систем. Одговорноста за ваквата одлука мора да биде лоцирана со име и презиме. Јавно ги повикувам сите актери,
во постапката да дадат објаснување. Јавниот обвинител Даниел Коцев да објасни врз основа на кои конкретни факти и правни аргументи е дадено позитивно мислење за замена на притворот. Раководителот на обвинителството Анел Фидовски дали стои зад оваа одлука и дали смета дека ова е порака за еднаква примена на законот. Судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје Марин Станевски кои околности го надминале ризикот од бегство кај лице кое веќе 14 месеци било недостапно. Кога станува збор за истрага за проневера од над 8 милиони евра, кога постоел ризик од бегство, што и се случи, секоја одлука за олеснување на мерката мора да биде кристално јасно и правно неоспорлива. Во спротивно, се отвара сериозен сомнеж за селективност. Не може за обичен граѓанин притворот да биде автоматизам, а за поранешни високи функционери да биде исклучок. Не може безбедносни индиции да станат поважни од принципот на еднаквост пред законите. Ако постои закана, државата има механизми да обезбеди безбедност и во рамки на притворскиот систем. Ако обичен граѓанин може да остане во притвор за далеку помал износ и без претходно бегство, тогаш истите стандарди мора да важат за сите. Дополнително, јавно ги повикувам Судскиот совет и Советот на јавни обвинители итно да свикаат седници, да го разгледаат овој случај и да утврдат дали има основ за одговорност кај судијата и јавниот обвинител. Институционалната контрола мора да функционира. Никој не смее да биде изземен од одговорност. Утро побарав и објаснување од директорот на затвор Скопје. Преку управата за извршување на санкции бев информиран дека во текот на вчерашниот ден биле обезбедени сите услови за спроведување на мерката притвор во надлежната институција. Недозволиво е да се тврди дека не може да се гарантира безбедност на притворено лице и тоа да стане аргумент за поблага мерка. Како министер за правда, дополнително ќе побарам да се изврши вонреден надзор во затвор Скопје, како и во останатите затвори низ Македонија во однос на безбедносната состојба. И дозволете да констатирам нешто што граѓаните одамна го чувствуваат. Залудно носиме закони ако не се спроведуваат. Залудно менуваме регулативи ако тие важат селективно. Залудно зборуваме за реформи ако практиката ја урива до вербата. Ова не е прашање на политика, ова е прашање на принцип. Јас нема никогаш да молчам кога принципот на еднаквост пред законот ќе биде доведен во прашање. Правната држава е погребана, куќниот притвор за Груби е печат на дилот ВМРО ДУИ, обвини на денешната пресконференција генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевиќ. Правната држава е целосно погребана. Дилот помеѓу ВМРО ОКГ и ДУИ се реализира пред очите на целата јавност. После театарот на граница, со договореното враќање и режираното снимање, каде го видовме како Груби доаѓа насмеан, со наочари, следуваше продолжение со куќен притвор. Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека се е договорено. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицковски и ВМРО ОКГ, зашто СДСМ со месеци говори. Го сменија јавниот обвинител, избраа судии и обвинители под нивна контрола. Сопруга на екс-градоначалник на ВМРО назначија за член на судски совет. Советник на Мицковски во Уставниот суд. ВД обвинителка избра на поранешен заменик министер на ДПМН. За ВД председателка на Кривичен ја назначија Даниела Димовска. Синојка видовме и зошто. За да биде алка во рацете на власта, инструмент за реализација на политичките одлуки на ВМРО и Мицковски ОКГ. Како и одлуката за куќен притвор, каде одговорноста е кај обвинителството и судството. Иако еднаш избегал,
Вчера обвинителството побарало поблага мерка од претходно веќе одредената мерка притвор. Замислете, еднаш избегал, а сега обвинителството бара замена на мерка притвор со мерка куќен притвор. Кој е предметен обвинител за овој случај? Даниел Коцев, а негов шеф обвинителот Анел Фидоски. Тој беше избран на оваа функција на 20 јануари 2026 година, како одговорен на најголемото обвинителство во државата. Значи, пред 1 месец. На кого веќе ова сценарио не му е јасно. 2 месеци говориме за ова. Очигледно, доаѓањето на Груби временски било перфектно темпирано. Прво, превземање целосна контрола врз обвинителството со нова раководна поставеност, па потоа реализација на дилот помеѓу ВМРО и ДУИ. Дополнително, видовме дека и целиот затворски систем е капитулиран пред политичките договори. Не можело да му се гарантира безбедност, па го пуштија дома. Ниту еден час не помина во шутка. Нема ниту една камера за 5 тони дрога, а има камери за Груби на граница. Камерите случајно не работеа ниту кога Груби излезе од државата, слободно, пешки, со пасош, иако бил на стоп листата. Ама за враќањето на Груби камери има. Од граница, од пречек, до обвинителство и судот. И веднаш, медиумите под контрола на Орбан спремни во иста минута сите со кампања. Целосно режирано, само овој пат со лоша реализација. Како катица што ја пуштија 3 години порано за да им помага како елемент во кампањата за враќањето на Груевски. Цела банда ја собираат. Главниот и одговорен уредник за Жолт печат Христијан Мицковски сега е уредник на циркус со кој се погребува правото и правната држава. Се е јасно, се е договорено, смислено сценарио, класичен дил. Само уште да видиме што ќе добие ДУИ за возврат од ВМРО ОКГ. Можеби им поминуваше со години, но повеќе не. Граѓаните не се ниту наивни, ниту слепи. Граѓаните конечно гледаат се и знаат се. Одговорност ќе има. Зошто СДС се во паника и хистерија? Имаат ли страф од исказот на Груби? Праша на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН апсолутно го разбира и оправдува револтот на граѓаните по одлуката на правосудните органи за куќен притвор на криминалецот Артан Груби. Ги поздравуваме и владините институции кои си ја завршија работата и го доведоа пред лицето на правдата. Криминалецот Груби кој избега пред година дена откако се отвори постапка за негова вина во случајот со државната лотарија за проневера на државни пари во вредност од над 8 милиони евра. Очекуваме одлуката на судот да биде во заштита на правдата, а не со учесник во неправдата. Но она кое што е уште поважно е дека СДС, партијата која соработуваше и молчеше кога Груби правеше криминал, се исплаши до срж. Затоа што не знаат што се Груби може да каже. Дали имаат страв дека неговиот исказ ќе оди до поранешен претседател на СДС и премиер на Македонија? Затоа ли вртеа по телефони и интересирајќи се за исказот на Груби? Кого може Груби да повлече со него? Дали со него ќе ги повлече и неговите ортаци по криминал? Заев, Филипче, Спасовски, Зечевич и други. Почитувани, вистината е една и единствена. Артан е ортак во криминалите на Заев, Филипче, Спасовски и сите заедно ќе се соочат со правдата и ќе одговараат. Затоа и паниката и нервозата во редовите на СДС. Стравот од одговорност им влегол длабоко во коски. Судскиот процес за Груби, екс-вице-премиерот и министер во владата на СДС, почнува допрва. По судските клупи друштво ќе му прават и сите негови криминогени ортаци. Правда ќе има. Куќниот притвор на Груби, прв резултат на обвинителството раководено од кадри на ДПМН, обвинувања од левица.
Откако ДПМН Артан Груби гладко го пушти во бегство 14 месеци недостапност, завршија со куќен притвор, пишуваат во денешното соопштение од Левица. Понатаму во истото се додава: лице кое повеќе од една година било недостапно за органите на прогонот, што представува најсилен можен доказ за ризик од бегство, добива поблага мерка. Во правна држава ваква околност води кон засилување на притворот, кај нас води кон негово олеснување. Дополнително загрижува фактот што јавноста доби две спротивни објаснувања во краток временски период. Прво беше соопштено дека нема поплаки за небезбедност и дека во притворот се гарантираат условите како за секој друг притвореник. Потоа, обвинителството се повика на индиции за загрозена безбедност како основ за замена на мерката со куќен притвор, повикувајќи се на наводна загрозеност на безбедноста на семејството. Одговорноста за оваа одлука е во системот што го раководи веде државниот јавен обвинител Анита Топалова-Исајловска, која важи за фаворит на ДПМН за иден републички јавен обвинител. Станува збор за обвинителка која во минатото бараше пат на предметот Талир, случајот за нелегално финансирање на ДПМН. Дополнително, нејзините блиски политички релации како сопруга на екс-министер од истата партија не беа пречка за нејзино позиционирање. Денес гледаме како изгледа тој избор во пракса и по налог на политички пазар, олеснителна мерка за лице кое 14 месеци било во бегство, пишуваат од Левица и додаваат: во истиот обвинителски систем делува и новиот шеф на Скопското јавно обвинителство Анел Фидовски, кој со преквалификација во завршна фаза овозможи застарување на случајот со малата Тамара. Тоа беше јасен пример како процесните механизми можат да се искористат за да се избегне одговорност во предмет од висок јавен интерес. Денешната одлука за куќен притвор се вклопува во истиот образец – флексибилност кога предметот е политички чувствителен. Левица јасно укажува дека ова е првиот конкретен резултат од кадровската политика на ДПМН во обвинителството. Наместо еднакви стандарди гледаме селективна строгост, наместо владење на правото гледаме управување со правдата според политички контекст. Ако ова е моделот што ќе продолжи, јавноста има право да заклучи дека институциите не функционираат како гарант на правдата, туку како механизам за нејзино прилагодување, пишуваат во соопштението од Левица. Владата им ги зема лиценците за канабис на 6 фирми, информира на денешната пресконференција министерот за здравство Азир Алију. Денес упатуваме порака дека државата повеќе нема да гледа настрана таму каде што има сомнеш за злоупотреба на дозволи, пропусти во институционалниот надзор и ризик за јавниот интерес. Секторот за одгледување канабис за медицински цели мора да функционира строго, законски, транспарентно, без сиви зони, без привилегирани и без заштитени. Повод за ова пресконференција е да информираме за акцијата што е во тек кај компаниите што поседуваат одобрение за одгледување канабис за медицински цели, кој доби дополнителна институционална тежина по денешната седница на владата. Како што веќе сте информирани, засилените вонредни контроли ќе се извршат кај сите правни субјекти, односно вкупно ќе бидат опфатени 43 правни лица. Контролите се спроведуваат во соработка со МВР, Малмет, Инспекторатот за земјоделство, ДСЗИ и други надлежни институции. До сега се извршени 13 контроли кај лиценцирани правни субјекти, при што кај 6 од нив се утврдени неправилности во постапувањето согласно Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци. Поради тоа, владата на денешната седница донесе одлука за одземање на одобрение за одгледување канабис за медицински цели кај овие 6 правни субјекти. Одлуките на владата се засноваат на наоди од спроведените контроли и со кои се констатирани следните состојби. Несоодветно складирање на сув цвет, при што тој бил затекнат, отворен, без соодветно запечатување и без складирање во пропишаните картонски кутии, како што е наведено во законот.
недоставени известувања до Комисијата за извршено производство, берба и купопродажба на сув цвет. Недоставена целокупна документација и договори поврзани со продажба и трансфер на сувиот цвет. Утврдено исто така е несовпаѓање меѓу евидентираните и фактичките затегнати количини на сув цвет во сев собите. Недостасување на известување во рок од 3 дена за настанати промени согласно обврските утврдени со Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци. Исто така сакам да истакнам дека целта на овие вонредни контроли е обезбедување доследна примена на законските прописи, унапредување на надзорот на производство и на промет, како и обезбедување транспарентно и законско функционирање на секторот за производство на канабис за медицински цели. Почитувани граѓани, овој процес за контрола на производителите на канабис за медицински цели откри и низа системски слабости, но и назнаки за интернационални признани празнини во регулативата што може да се користат за злоупотреба. Затоа, по завршување на контролите кај сите овие 43 правни лица и по целосно утврдување на сите аномалии во системот, ќе пристапиме кон подготовка на нова и потврста законска регулатива за одгледување на канабис за медицински цели. Како влада, одлучни сме да не дозволиме било каква идна можност за манипулација и злоупотреба во овој сектор. Продолжуваме со спортот. Тиквеш запиша важна победа од 0-1 на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров. Поради кратењето на лигата ќе треба да се избегнат двете бараж места, како и оние 3 места кои значат преселба во понизок ранг. На последниот надпревар од 19-тото коло во првата македонска фудбалска лига, екипата на Тиквеш успеа да обезбеди многу значајни и вредни гостински бодови на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров во победата од 0-1. Стрелец на единствениот гол на овој надпревар беше бразилскиот интернационалец Лусијаниньо, кој што влезе во второто полувреме и беше човекот на одлука на овој дуел. Во таа клучна 77 минута акцијата започна од Тодоров, кој од прва го проигра сила. Неговиот удар не заврши во голот, туку на втората статива, каде Лусијаниньо осамен погоди во мрежата на противникот. Тиквеш постигна гол и во 55-та минута преку сила, но ВАР проверката одлучи дека имало офсајд при акцијата. Секој бод до крајот на првенството ќе биде важен, бидејќи на крајот на сезоната ќе дојде до кратење на првата и втората лига. Во првата лига, екипите кои ќе завршат на 8-то и 9-то место ќе играат бараж, а оние на 10-то, 11-то и 12-то место директно се селат во понизок ранг. Во втората лига, екипата која ќе го освои првото место директно ќе се пласира во првата македонска фудбалска лига. За бараж ќе разигруваат вториот со петиот и третиот со четвртиот, а победниците од овие дуели ќе вкрстат со 8-миот и 9-тиот во првата македонска фудбалска лига за влез во елитата. Што се однесува до опстанокот, тука од 9-тото до 11-тото место, значи 3 екипи, ќе играат баражи со победниците од 6-те, 3-ти лиги, кои предходно ќе играат меѓу себе. Додека оние екипи кои што ќе се пласираат од 12-тото, па се до 16-тото место, значи вкупно 5 екипи директно испаѓаат во понизок ранг. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерена до Ошповардарието повремено засилен ветер од северен правец, а температурата ќе се движи од 2 до 15 степени.
Го гледавте Дневникот на КТВ, благодарам за довербата и вниманието, имајте пријатна вечер.